Небезбеден магистрален пат, село без канализација, живот во ѓубре и безброј диви депонии. Ова се најчестите забелешки и проблеми со кои се соочуваат жените од Струмичко Босилово. Нивните барања и проблеми не се ниту нереални, ниту неостварливи, но со години нема решение и им го прави животот на село потежок. Според психологот Лидија Манушева, жените во руралните средини потешко ги адресираат своите потреби до општините. Целта е да се анимираат жените, да се работи на нивните капацитети, дека се многу важен фактор во одлучувањето, во детектирање на приоритети и понатамошно одлучување во врска со тоа тие приоритети да бидат спроведени од страна на локалните власти. Од друга страна, сметаме дека правиме добра работа, затоа што и на локалните власти им помагаме да се детектираат проблемите кои што се во нашето населено место и кои што секако и на други места ги има. Манушева, како дел од проект на Организација на жени Струмица, се обидува да ги мотивира своите сограѓанки да бидат погласни и поодлучни и да се изборат за своите потреби. Токму затоа, во следниот период ќе ги застапуваат приоритетните потреби на жените од Босилово. Откако жените ќе го изберат тој приоритетен проблем, следува цела една кампања на застапување пред локалните власти. Од собирање подписи, средби со градоначалници, средби со представници на совет на општините, средби со координаторки за еднакви можности, доставување барања за слободен пристап до информации и понатаму присуство на седници на совет на општините пред гласањето на буџетот со цел приоритетите да бидат тој по еден приоритет барем од секоја заедница да биде составен дел на буџетот за 2022 година. И досегашните истражувања и анализи на државно ниво покажуваат помала економска самостојност и независност, но и мала вклученост на жените од руралните средини во општествениот и политичкиот живот. Во руралните општини не е голем бројот на жени во општинските совети и на раководните функции.